Македонската фудбалска репрезентација ја победи Бугарија со 2:0 и ја прекина серијата од 4 порази во низа. Поцрната серија од 4 порази без постигнат гол избраниците на Чеде Јаневски во пријателски надпревар на Филип Тори Арената конечно го најдоа патот кон противничката мрежа и забележаа победа над Бугарија. Во репрезентацијата дебитираше Давид Бабунски кој во 57-та минута го замени Горан Пандев. По еден пробив на Стефан Ристовски во 83-та минута беше соборен во 16-тникот, а судијата покажа на белата точка. Сигурен реализатор беше Агим Ибраими. 3 минути и полосна Мојсов прекрасно го проигра Александар Трајковски кој рутински ја смести топката во противничката мрежа, постигнувајќи го својот деби гол во националниот тим. Со оваа победа нашиот национален тим направи добра увертира за претстојните квалификацијски надпревари во септември против Велс и Шкотска. На трансфер сагата на Гарет Бейл од Тотенхем во Реал Мадрид и се ближи крајот. Двата клуба се поблиску до договор, а Тотенхем прифатил да го проведе играчот за 110 милиони евра, вклучувајќи го и Фабио Коентрао. Барси сакале во сделката да биде вметнат еден од Алваро Мората и Хесе Хернандес, но кралевите одбиле да се разделат од талентираните офанзивни фудбалери. Анхел Ди Марија исто така бил опција, но играчот одбил да замени од Сантиаго Бернабе. На крајот двата клуба се договориле Фабио Коентрао да биде дел од трансферот на Гарет Бейл, но сега проблем представува различната проценка што Реал Мадрид и Тотенхем ја имаат за левиот бек. Кралевите веруваат дека португалецот вреди 25 милиони евра, па нивната понуда е 85 милиони во кеш и плюс услугите на Коентрао. Тотенхем го проценуваат играчот на 20 милиони евра и посакуваат во нивната сметка да легнат уште 90 милиони евра. Тотенхем воопшто не се брза да го проведе репрезентацијата на Велс и дури се надева дека ќе може да го убедат Гарет Бейл да остане на White Hart Lane и да стави подпис на нов договор. Јуп Хенкес ова лето ја одби понудата на Пари Сен-Жермен која ќе го направеше убедливо најплатен фудбалски тренер во светот. За минатата сезона во која тој по 19 години пауза ја врати шампионската титула во витрините на Пари Сен-Жермен, Карло Анчелоти заработи годишна плата од 12 милиони евра. Сума која катарските собственици на светците ова лето беа подготвени да ја дуплираат со цел да го донесат Јуп Хенкес на местото на италијанецот кој Парис го замени со Мадрид и со клубата на Реал. Претседателот на ПСЖ Насер Ал Калаифи сакал на местото на Анчелоти да го види Хенкес и не штедел пари во намерата да ја реализира таа своја желба. Сепак германскиот стратег не се премислил од својата одлука да одмори од фудбалот, а можеби и да замине во пензија, докажувајќи дека парите и не му се толку битни во овој стадиум од неговата кариера. Колку за потсетување, 68 годишниот стратег минатата сезона со Бајер Михен ја освои тројната круна, а откако не успеа да дојдат до него во ПСЖ се задоволија со ангажманот на Лоран Блан. Новак Џоковиќ и Рафаел Надал обезбедија осми на финале на тенискиот мастерс од серијата 1000 што се игра во Синсинати. Надал лесно излезе на крај со Бекер, победувајќи го во 2 сета. Во осми на финалето се пласираше и Новак Џоковиќ кој со 7-5 и 6-2 го соода аргентинецот Хуан Монако. Надал во борбата за четвртфинале го очекува дуел со бугаринот Григор Димитров кој го соода Николас Алмагро. Во следната рунда надпревари се пласира и Томаш Бердих, како и Енди Марей, Давид Гофин и Томи Хас. Томиро Бредо пак по 3 одиграни сета со 7-5, 3-6 и 6-3 славеше против Станислава Вринка. На женскиот дел од турнирот пласман понатаму обезбеди Серена Вилијамс која славеше против Еуген Бушар со 4-6, 6-2 и 6-2, но незината сестра Венус доживеа елиминација од Елена Веснина во 3 сета, 2-6, 7-5 и 2-6.